Петок, 16 февруари, кратки вести во 12 часот. Се бара странски експерт кој ќе преземе одговорност и ќе даде решение на проблемот со свлечиштата, и тоа за секоја од 5 поделници да се преговара посебно, со посебни рокови, истакна во телевизиско гостување директорот на јавното претпријатие за државни патишта Ејуп Рустеми. Тој откри дека големо обештетување барали бензинските пумпи кои се таму уште од времето на магистралниот пат и се чека решение од Бирото за проценки колкава ќе биде експроприацијата за нив. Заедно со министерот за транспорт и врски, Рустеми неодамна најави дека ќе се пролонгира рокот за изградба на автопатот Кичево-Охрид поради свлечиштата кои се појавиле на трасата. Продолжува неподносливата неодговорност со која поединци и натаму се однесуваат кон градот и заедничкото добро во него. Рубриката Срамизам на Охрид Прес постојано посочува на вакви појави во насока на подобрување на состојбите. Најновиот срамизам сведочи за последното вакво дело, кога некој фрлил 2 тротинети во водите на Охридското езеро на потегот наспроти хотелот Тино. Па ако некој си ги бара, таму му се. Велосипедската федерација на Република Македонија ги прогласи најуспешните во друмски велосипедизам за 2023 година. Велосипедистите на велосипедскиот клуб Лихнидос од Охрид, кои се воедно и членови на Триатлон and Swimming Club 3 Disciplines од Струга, ги освоија првите 3 места во U13 жени, како и прво и трето место во U13 мажи и беа прогласени за најуспешен клуб во конкуренција U13 и U15. Времето денес претежно сончево со слаб до умерен северен ветер, максималната температура во Охрид до 12 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.